Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте и во денешното ново издание на Визита. И покрај тековната вонредна состојба со коронавирусот COVID-19 и во земјава, но и во светски рамки, сепак овој период преминот од зима кон пролет е идеално време за појава на вируси кои што го напаѓаат респираторниот систем и предизвикуваат разболување. И токму за важноста и значењето на имунитетот и токму во овие моменти, ама и на имунитетот на кој што треба да работиме и во текот на целата година, бидејќи не е причинител само за појава на вируси и напаѓање на организмот, туку и за ред други заболувања. Денеска во Визита разговараме со Филип Ачковски, магистер по фармација, топ едукатор, регионален менаџер на Фармаес. Добар ден, Филип, и добре ни дојдовте. Добар ден, Билјана. Ти благодарам на поканата. Се надевам дека и покрај тоа што има огромна количина информации на слични теми во оваа вонредна состојба, ќе дадеме едно ново светло на поврзаноста на силината на нашиот имунитет и справувањето на нашиот организам со вирусните инфекции. Така, генерално со вирусните, ама и нели велиме подобра е прогнозата и на ќе биде и на коронавирусот COVID-19 ако имаме добар зајак над имунитет или ако дополнително работиме на истиот. Само 2 недели поминаа откако се спроведоа мерките од владата, нели прво затворањето на училиштата и градинките, па ред по ред од ден во ден и дополнителни мерки, само изолацијата, седењето дома, најдобрата заштита за да го спречиме ширењето на коронавирусот, а имаме чувство дека поминало многу долго време, треба дополнително и допрва и да се навикнуваме на сето тоа. Да, имаме многу информации, постојано за тоа зборуваме, ама секогаш се додека повторуваме, веројатно ќе биде добро за да ги запаметиме сите тие работи. Може ли на почеток повторно како неколку факти околу COVID-19, симптоматологијата, начинот на пренос, ризичните групи и што е она што треба да го правиме? Па добро, навистина факт е дека што повеќе нешто се зборува и што е поголем притисокот и се разбира правилни и дозирани информации, веруваме дека ќе се опфати поголем дел од популацијата, ќе се зголеми свесноста, бидејќи токму е тоа она на кое што се работи најмногу во овој период и кое што се верува дека е една од важните компоненти за намалување на ширењето на оваа епидемија, а тоа е еден правилен пристап кон проблемот, едно разбирање на сериозноста на состојбата, меѓутоа и знаење на основни елементи како да се заштитиме себе си, па и околината. Во оваа смисла, досегашните насоки и искуства се генерално слични за било која ситуација на кога имаме епидемија од, условно кажано, нов или непознат причинител. Нов или непознат причинител за нашиот организам во случајов COVID-19 или вирусен подразбира дека кога тој ќе дое во контакт со нашето тело, нашиот имун систем нема соодветни антитела за него, па не може брзо и лесно да го победи. И токму заради тоа во таква ситуација, скоро во сите слични ситуации, првата препорака е да се избегне контактот. Значи, вакцина немаме, која што би ни помогнала да имаме превентивен имунитет. Значи, првата реакција е избегнување на контактот, токму заради тоа се и препораките кои што моментално се на сила. Да се намали социјалната комуникација, што се постигнува со бројни начини, се намалува бројот на луѓе кои што одат на работа, се намалуваат сообраќајните врски, се затвараат граници, се затвараат градови, се ограничува времето на движење, полициски час од 9 до 5 за одредени групи и други фактори. Се тоа се мерки во насока на тоа да ги намалиме интеракциите меѓу луѓето. Зошто е тоа така? Затоа што вирусите, чисто за едноставно да разберат луѓето, тие се на граница помеѓу реален жив организам. Тие не можат да искажуваат никакво дејство, нити да се размножуваат доколку не се во нашите клетки. А во случајов, за да имаме пренос, мора да има контакт. Значи, зборуваме контакт меѓу две лица или индиректен контакт меѓу предмети кои што ќе користеле заболени лица и здраво лице, за да стигне вирусот во нашето тело, да дојде во контакт со
клетките на слузницата, пред се во случајов на респираторниот епител, да се поврзе тука за специфичен рецептор и да влезе во нашите клетки. Дури кога ќе влезе во нашите клетки, тој може да се размножува, да се дели и да ја шири заразата. Така да во таа насока вториот елемент е избегнување на таа или намалување на бројот на социјалните контакти и комуникации, што се постигнува со сите овие мерки. Или пак одржување на одредена дистанца, и тоа е важно. Зборуваме тука во однос на тоа што досега е познато за овој вирус, дека тој не може да лебди во воздухот долго време, дека паѓа на предметите и на земјата, дека дистанца од метар и пол до 2 е доволна за да не дојде до пренос на тој вирус, а додека толку луѓето се во близок контакт, дека треба минимум 15 на минути за да има ризик од пренос. Тоа не значи дека секој кој што е во контакт со заболен 15 минути, сигурно ќе се разболи. Дискутираме за некој процент до сега констатиран, статистички пресметан, макар што е рано, непознат е повторувам вирусот да беше познат, немаше да имаме проблемов и немаше да ги имаме овие рестрикции. Знаевме на почеток и на време како што да така да зборуваме за 20% шанса од директна изложеност дека тоа ќе се случи. Така да не треба да ги гледаме работиве токму така круто, меѓутоа треба дефинитивно да ги почитуваме препораките и да ги намалуваме контактите заради собствено здравје и заради здравјето на нашите најмили. Одржувањето на хигиената, одржување и на хигиена респираторна, може така да ја наречеме. Така, сите се тие некои главни моменти на кои треба да внимаваме и јас верувам дека нема човек што не го применува веќе тоа. Не би требало да има. Апсолутно, тоа е третата мерка, односно зголемување на нашата хигиена. Без намера да кажеме дека не водиме доволно хигиена и така натака. Ова, ако можеме нешто позитивно да извлечеме од овој период, можеби ќе се натераме многу повеќе да размислуваме и да внимаваме на тоа како одржуваме хигиената пред се на рацете. Значи, зборуваме за квалитетно миење на раце и можеби ќе ги воспитаме подобро и нашите малички деца да научат од мали како да научат темелно да ги мијат рацете, бидејќи не е исто само формално да се измијат рацете со вода или како што сега се труби, и тоа е добро, на сите гласила дека треба барем 20 секунди од сите страни да се опфатат прстите, ноктите од внатрешна страна и така натака, па дури има и корисни клипови, практични. Тие се многу убави, за да видите, бидејќи вака не гледаме што останало. Што не останува. Значи, може да извлечеме нешто полезно од оваа ситуација, да научиме како правилно да одржуваме хигиената. Бидејќи рацете се најголем ризик за трансфер на индиректните вирусни честици, значи тие кои што сме ги нашле на некоја површина, кои што останале таму. Ако дојдеме во контакт со нив и го допреме лицето, устата, носот, очите, значи зборуваме пред се слузниците се нормално првиот контакт. Заради тоа е важно често и квалитетно да ги измиваме и нормално во ситуација, особено кога има фреквенција на луѓе и во ситуација кога има болен, не де Боже, во семејството или во опкружувањето, се подразбира дека треба таа дезинфекција да се прави на просторите, не само на нашите раце, туку и на просторот почесто. Однос на респираторниот епител, јас често пати знам да сугерирам на пријатели, на пациенти и така натака, особено оние кои што имаат деца во градинка, во овој период, поготово октомври, април и така натака, кога престојувањето во затворен простор е фреквентно, кога големи групи се наоѓаат и слично. После враќање од градинка, за децата, за луѓето од работа и така натака. Направите едно прочистување со солен раствор на носот и на синусите. Ќе помогне да направиме една дезинфекција и механичко па и хемиско исчистување на
одредени патогени кои што останале тука, а можеби не успеале да направат проблем сега за сега. Така да тоа секогаш е корисно е и сега. Се враќаме. Дома имаме хипотонични или хипертонични, зависно од возраста и од потребите, раствори со пумпица, корисно е да се прочисти. Не за COVID-19, туку за било кој патоген кој што може би се нашол тука. Значи не сме во оваа ситуација, има еден субефект во кој што ние под притисок на ситуацијата се друго забораваме сега. Да. Како да исчезнаат другите болести и проблеми, така, реално не е така. Значи моментално циркулираат милион вируси и патогени од кои што ние можеме да се заразиме во моментов. И токму заради тоа, четвртата компонента на нашава заштита или подобар успех покрај социјалното дистанцирање, покрај водењето на поголема хигиена, покрај одржување на поголема хигиена на површините и така натака, е и изградба на соодветен и добар имунитет кој што ќе ни помогне да се спречи развојот на инфекцијата, значи да има помалце штета или да нема воопшто штета. Значи ако имаме идеален имунитет, ние често пати не знаеме дека сме дошли во контакт со патогени, доаѓаме во контакт со нив секој ден. Меѓутоа, имунитетот не брани, функционира на тој начин што не дозволува да дојде до заразување или пак тоа е локализирано толку на ограничен број што на клетки што едноставно немаме штета за нашиот организам, нема ни да видиме симптоми. Така да четвртата компонента, имунитетот е и како важна како за COVID-19, така и за било која особено вирусна инфекција, за да ние успееме да се избориме со неа соодветно или да спречиме воопшто да се случи, или пак ако се случи да не трае сега 2 недели или 3 недели, туку да се скрати време траењето или да бидат симптомите благи, минимални, па да можеме од дома, што се вели, да го поминеме тоа. Па и како и за секоја што велите инфекција вирусна, така некој ќе се разболе, некој со лесна симптоматологија, некој воопшто нема да се разболе, а го има во околината или во близината тој. Мислам и она што порано ни се случувало. Овие статистики сега одат во прилог на ова дека 80-тина се со лесна клиничка слика. Од тие 80-тина проценти зборувам, можеби 30% воопшто се асимптоматски нема ни да знаат. Затоа и ширењето се случува побрзо отколку што би сакаме, и затоа се и овие препораки луѓето да не излегуваат воопшто ако немаат потреба надвор. Не за друго, не дека они ќе се разболат на отворено. Туку колку повеќе се движиме, интеракцијата природно е поголема. Туку е поголема можноста ние да дојдеме во контакт со некоја површина со која што е контаминирана со вирусот. Така да сите овие препораки се во оквир на овие 4 елементи, и со тоа што поготово би препорачал да се избегне движење во моментов во градски превоз ако нема потреба за тоа. Затоа што ние не знаете кој што како фатил, кој влегол, ги затворивме другите можности. По големиот број дури и од големите фабрики веќе не работат. Ги затворивме затворените трговски центри. Ограничивме движење, релативно се почитува и во маркетите како по која фреквенција да се движат. По неколку луѓе само влегуваат, веќе гледаме и сведоци сме дека на притисок се прави, некаде се почитува, некаде не се нам ќе легнат луѓето на брашно, што се вели, ќе почнат да ги респектираат и тие луѓе што таму работат, а се под ризик, а им требаат за не дај Боже. Намаливме број на луѓе кои што одат на работа од дома, значи ги намаливме доста можностите за сериозен пренос, и она што го гледам како забранивме настани и на затворено и на отворено се. Значи она што е де факто во моментов голем ризик, вака од страна гледано, тоа е градскиот превоз, каде што како сакаме и да го организираме тоа, ќе има голема количина на луѓе кои што остануваат одредено време во просторот. Не треба да забораваме дека за да дојде до контаминација треба престојување таму, треба да дојде да се изфрлат вирусите, да дојде до кашлање или така натака, или контакт со нечисти раце со површината.
И понатака повторно следи нова група на луѓе кои што се возат 15-20 минути, можеби Ќе седнат на истото место на кое можеби претходно седнал некој кој што не бил ни свесен дека. И во случај на невнимание, да. значи ризикот овдека постои, не може да правиме дезинфекција цело време. Тоа е неможно да. И да функционира и да се дезинфицира. Така да реално сегашниот ризик од страна гледано делува како најголем кога веќе дискутираме за дистанца, кога дискутираме за да не доаѓаме избегнување на вирусот. Сега, ако дискутираме, тоа е оној дел од што се вели дезинфекција и бегање од причинителот. А другиот дел за кој што ќе дискутираме понатака во емисијата е како сме преземале се, меѓутоа никој не може да гарантира апсолутна стерилност, не можеме да постигнеме. Да. Нити пак може да гарантираме дека 100% нема да дојме во контакт со вирусот. Ни еден човек тоа не треба да смета на таа калкулација. Дури и ако е затворен, комплетно не можеме да бидеме комплетно затворени, повторно ќе имаме некоја потреба и теоретски можеме да дојдеме во контакт. Значи, бидејќи тоа е нешто што може да се случи, треба да бидеме претходно припремени за дури и во таква ситуација да најдобро изреагира нашиот организам што може, бидејќи ова да речем ситуација ќе потрае и треба да се навикнеме на тоа, да ги извлечеме позитивите, да зголемиме хигиената, да научиме на можеби некои навики да ги промениме, поздравувања, гушкања, комуникации и така натака. И од друга страна да научиме дека превенцијата за било која болест е многу важна. А превенцијата во овој случај дискутираме пред се во насока на еден здрав имунитет. Така да. И на социјалните мрежи постојано споделувате информации нели за најразлични проблеми со кои што може да се соочи човекот во својот живот, но сега и конкретно и за коронавирусот, она што го имате напишано е информациите ни се потребни, дозирани, колку што треба да се информираме, ама да не премине тоа во некаква паника или да стане непродуктивно. Бидејќи читајќи се и се што слушајќи се, така како да стануваме експерти за самата болест и за се друго што не окружува. Така е. Де факто низ овој процес на информации, сите ние научивме дека основни симптоми на коронавирусот се покачена температура, треска, болки во грлото, губење на здив, поготово губењето на здив се потенцира како една разлика помеѓу грип и ова вирусна инфекција и слично. Меѓутоа, и покрај тоа зборуваме за многу мали разлики помеѓу симптоматологијата на стинката, грипот, алергиски ринит и така натака, кашлање и слично. Значи, во таа насока мора да бидеме реални дека читањето 2 часа, 2 дена, 3 дена, 5 дена информации и така натака не прави експерт за една област. Значи, лекарите, фармацевтите, специјалисти, имунолози, епидемиолози поменуваат огромен долг процес на едукација и не само едукација првична, туку и континуирана доедукација, која што те прави да си во тек со тие настани и новини и состојби. И во таа насока, независно од нашата желба и користа од правилното информирање, ние не можеме правилно да ги процениме и да ги имплементираме овие работи, да одлучиме која е дијагнозата и како да се лечи. И тоа е нешто кое што треба да ни биде на сите јасно. Во таа насока, исто како што ние избегнуваме да вршиме поправки на електрични апарати во нашиот дом, поготово на современите, затоа што не знаеме и затоа што ризикот по нашиот живот голем. Исто така е голем ризикот по нашиот живот и ако одлучуваме за медицински проблеми за кои што не сме доволно стручни и носиме одлуки за нашето здравје кои што можеби ќе предизвикаат штета. Затоа тука треба да сме внимателни од една страна. Тоа не значи да не бидеме информирани. Значи, но да бидеме информирани од прави извори.
Значи, изворот на информација, на ова се работи и за други полиња, не само за медицинско информирање, е нешто кое што е многу важно за тоа каков заклучок ќе донесеме. Значи, заради тоа е добро било кој извор информација да го провериме барем на уште едно место, да видиме кој стои позади тоа. Дали е стручно лице, ако е стручно лице, веќе има некоја тежина, дали има други слични трудови од таа област или коментари или статии или не знам, емисии, неважно. Како за било која друга работа, кога бараме водолоџија, бараме искусен мајстор, препорачан, ми го препорача тој, не земаме кој било. Дека е добар, да. Дека е добар. Значи, ни треба сигурност, потврда дека нешто е квалитетно. Истото важи и за овие информации и заради тоа, бидејќи сега во моментов е мека, ќе се изразам слободно, на ширење на разни совети и информации од било кого, од нашиот сосед, од некој човек кој што не го познавам, кој што пробал, се излечил, да. Значи, знаете и каква забуна тоа направи или едноставно некои луѓе веруваат така дека е тоа, така, па тој ќе наброи неколку лекови, па сите велат морам да ги имам овие лекови за да се лечам, а всушност сам свој доктор, посебно во оваа ситуација, никако не смееме да бидеме. Токму тоа е насоката. Мора да правиме разлика помеѓу превенција и лекување. Лекува лекарот, лекови, складирање и чување немаат смисла, освен ако не мислиме дека ќе снема, па ако таа причина не лагерираме. Друго оправдување нема за ситуацијата, затоа што ние не знаеме кога да ги примениме, не можеме да диагностицираме сами точно, не знаеме колку долго да ги користиме, не знаеме во која доза да ги користиме, не знаеме во кои ситуации не смееме да ги примениме и да ќе направиме голема штета да го користиме лекови, а тоа е, значи, токму заради тоа е и посебниот систем на препис, транскрипција. Затоа и постои тој систем на одиш на лекар, па ти дава рецепт, па одиш во аптека, па таму го проверуваат рецептот, па ти даваат производ, па ти сугерираат кои се промените, па те прашуваат дали користите нешто друго. Значи, не е случајно тоа, значи тоа е заради тоа што огромен број, ако не и скоро сите лекови кои што се на рецепт имаат несакани ефекти кои што може да бидат штетни понекогаш за некои пациенти и фатални. Значи, повеќе штета може да направиме, штетата е сигурна, а ефектот ќе биде само кога го користиме за конкретната индикација која што некој треба да ни ја даде. Сега во насока на покрај на правилното информирање, така и на она што се вели колку информации треба да примаме. Не е само тоа да ние јас сакам да бидам добро информиран за да се заштитам во ред. И сега ќе ги гледаме сите пресконференции. Денови има по 3, 4, 5, не знам. Пресконференции, вести, цело време притисок за тоа, емисии. Да. Сите емисии се врзани со тоа, дали од економски аспект, дали од здравствен аспект. Неважно. Значи притисок огромен. Социјални мрежи, интернет портали, се 2 недели помина од кога е кога се мерките, така? Од кога се мерките, значи пред тоа веќе имаше информации, веќе месец дена е. Имам се повеќе актуелно овде. Во светот веќе 3 месеци. Сега секој ден сме бомбардирани со огромна количина информации. Затворени сме дома. Значи количината на стресот која што ние акумулираме, секој од нас е огромен. Методите за менаџирање на тој стрес ни се поограничени и поограничени. Спортувањето ни е минимално или никакво. Може да ќе зборуваме за тоа и во другиот дел. За добар имунитет, така и физичката активност е многу важна. Немаме можност за социјален живот. Културата ни е практично скратена, сведени сме на ТВ култура и не знам, и интернет и така натака. И тоа е процес кој што ќе потрае уште малку и во таква една ситуација акумулираме стрес, а стресот е критичен за пад на нашиот имунитет и разболување. Значи бројни податоци велат дека е врзан со речиси сите болести на современото живење, а особено со падот со нашиот имун одговор при напад на патогени. Заради тоа во ред информирајте се, меѓутоа немојте да ги пратите сите и сами да си ограничуваме, така колку ќе читаме, колку ќе слушаме. Нешто што е благопријатно, нешто што е во ред информирајте се, меѓутоа еднаш
Немате ги читате, поготово се отровни коментарите кои што одат под вестите, кај што секој изнесува собствена фрустрација. Фрустрациите тек излегуваат на површина како што овој процес ќе трае. Ние нема да излеземе исти од оваа воредна ситуација. И последици помалку или повеќе. Последици по психичкото здравје на многу од нас, и затоа дајте да се заштитиме. Не си правите дополнителен притисок за нешто што и без тоа не зависи од вас. И да ги прочитате сите информации и цело време да сте за тоа, нема да промените нешто. Основните информации веќе ги имаме, треба да ги знаеме, ако не се, дури се сега, фала Богу, времево е напредно, па ги имаме и како сликички, кој сака да се потсети, нека ги разгледа уште еднаш, многу едноставно, многу практично, но да не ни биде единствена цел сега во животот да дознаеме колку нови инфицирани има, дали има смртност во оваа држава, како се движи во таа држава, како се движи. Немаме никаков импакт на тоа, немаме влијание, тоа е само притисок за нас, само с големен стрес, проблем за нашиот мозок организам. Има бројни луѓе што сега ми се явуваат, се жалат, има и други проблеми, се жалат на несоница. Да. Меѓу другото и заради грижи и мисли, така, стануваме со истата мисла, легнуваме со истата мисла. Да, како што бизнисот им е под ризик, индиректен ефект, меѓутоа повторно, значи, доаѓаме во ситуација на лош сон, уште еден критичен фактор за слаб имунитет. И слаб имунитет. Така, да. Само кратко сакам, паниката и стравот си го направија своето, нели, кога трчавме по маркетите за да обезбедиме храна за дома, никој веќе не знае што е купил, кога ќе дојдете дома и ќе видите што сте складирале, гледате дека поголемиот дел од тоа веројатно не оди во прилог на добра и здрава исхрана, меѓутоа ситуацијата е таква. Па одењето во аптека, купување разноразни суплементи и додатоци, оти велиме сега мораме да работиме на имунитетот, ако сега не го зајакнеме, нема што да направиме, а сме заборавиле дека сме имале месеци претходно, кога и преку здравата исхрана и преку стилот и начин на живот сме можеле да работиме на тоа. Претеруваме во тој поглед, во поглед и на суплементите, што треба да ограничиме, што да користиме во моментов, за да колку толку одржуваме нешто ако сме го имале. Добре, јас ќе го поделам овој одговор на два дела. Делот во однос на исхраната, па добре, и во однос на паниката е очекуван. На проблемот му се даде огромно значење, затоа што е сериозен и затоа што немаме решение. Да. И нормално е таква да биде реакцијата. Можеби не на сите луѓе, меѓутоа на мнозинството е очекувано да биде таква реакцијата, и таа реакција не е само овде. Таа реакција и во многу други држави се повторува, па дури што е по-драматично, нели? Во другите држави ние и добри бевме колку толку, јас мислам така. Покоректни. Зборува дека едноставно луѓето во панична состојба функционираат на принцип на тоа да направат залиха од тоа што сметат дека треба, од тоа што сметат дека можеби ќе биде во недостаток и така на така. Тоа е една работа. Меѓутоа, и кога тоа го правиме, добро е да бидеме свесни за која е нашата цел. Тешко ми е да прифатам дека треба да се земе брдо тоалетна хартија. Тешко ми е. Не можам да го прифатам тоа, дека тоа е свесно, дека тоа е планирано. Ако правиме веќе нејасно ние на сите зошто толку многу, нели? Никој не знае да даде одговор на тоа. Да прифатам. Меѓутоа, во ред, кога веќе се прави, дури јас ќе препорачам, за да го постигнеме тоа социјално дистанцирање, не е лошо да купуваме поголеми количини за поред кој да одиме во маркет. Не е лоша таа идеја во овој случај. Да можеме тоа да го сведеме, наместо да одиме секој втор ден, да одиме еднаш неделно. Тешко дека ние сега ќе може да земеме храна за еден месец. Меѓутоа, за еднаш неделно е дури и добро и препорачливо, и стварно ќе помогнеме да се намали трансмисијата на вирусот и ќе се заштитиме можеби се или ризикот ќе го намалиме од контакт. Меѓутоа, дајте тоа да биде логично и да ни помогне за нашето здравје. Нема голема смисла да купуваме производи кои што знаеме дека се штетни и можеби во друга ситуација добар дел од луѓето и не ги конзумираат. Зборуваме за конзервирана храна, зборуваме за некои паштети, зборуваме за замрзната храна која што ги изгубила своите нутритивни вредности. Тоа нема голема смисла во ситуацијата. Што е тоа што ни треба да го земеме, зборувам од хранава. Значи, де факто ни треба овошје. И зеленчук.
Можеби периодов не е најидеален затоа што новата, да речам, сезона на наше производство се уште не е започната, меѓутоа имаме се уште јужно овошје кое што е корисно во периодов. Пред се зборуваме за портокали, за киви, мандарини и така натака. Имаме банани кои што се важни заради Б витамините. Тоа се работи кои што можат за една недела да се набават. Нема да биде преголем проблем. Зеленчук исто така, и тоа некој кој што ќе ни даде и калориска, меѓутоа и протеинска вредност. Пред се мислиме тука на граф, грашок, леќа и така натака, кои што навистина ќе ни помогнат да добиеме сила во овој период. Нормално и останати морков кој што е многу важен из целата година, кој има и така натака. Така да, тоа е едниот дел. Другиот дел е да задржиме соодветно ниво на внес на млечни производи заради калциумот кој што е важен не само за нашите коски, туку и за мускулите и за функционирањето на срцето во целина. Да задржиме внес на риба колку што може, затоа што бројни истражувања го потврдува значењето на омегата и на витамин D, кој што најмногу ги имаме во рибиното масло, не само за имунитетот, туку и за здравјето на кожата и добра меморија, намалување на стрес и така натака, а особено и одредени, да речеме, значи, ајкула и така натака, кои што имаат во себе алкилглисероли, кои што се корисни за целосниот имун одговор на нашиот организам. Така да, кога веќе се прават одредени големи набавки, да барем да го земеме тоа што на виштина ќе ни помогне во овој момент. Да ги тргнеме простиве шекери, знам дека е лесно да земеме мармалад, некој тегли и така натака, и тој да потрае сега некој период. Зависи колку сме купиле, така, па ќе треба тоа да се изеде, нели нема да треба да се прави. Да, ќе треба да го изеде. Меѓутоа, повторно мора да пазиме и на нашето здравје, кој ќе заврши овој процес, да не излеземе поразболени од кога што сме биле претходно, да не излеземе со, а тоа ќе се случува, со покачена телесна маса, да не излеземе со изместени вредности на холестерол. Затоа што бидејќи сме дома во поголемиот дел од денот. Живееме седечки, сите насоки до вчера ни велевте немојте да водите седечки живот, сега не викате седете дома. Значи мора да го компензираме тоа преку исхраната, кога веќе тешко ќе успееме да го компензираме со движење. Така да мора да сме свесни што правиме. Тоа е делот на набавките, да речам, прехранбени и други. Во делот на набавки во аптека и во делот на кои што се корисни за нашиот имунитет. Ќе тргнам од лековите, макар што тоа веќе го дискутиравме и мора да е јасно. Независно од целата паника и слично, она што де факто е факт дека за оние производи има лекови кои што ги няма во Македонија. И тоа не е бозда. За оние кои што ги има, за лихата и снабдувањето е генерално стабилно и нема никаква смисла сега ние да земаме за 5-6 месеци, дури и таму кај што можеме, и да чуваме дома за случајно да не го нема кога ќе дојдеме да се лечиме во болница, така? Тоа нема голема смисла. Значи примерот со сумамедот пред 2 дена, така? Мислам лекој што тоа е уште подрастичен пример. Да. Тоа е уште подрастичен пример кој што не смее да се случи. Тоа е купување на терапија за не дај Боже. Јас тука мислев на терапија која што ние и без тоа ја примаме, па се подразбира дека ќе ја земеме за 2-3 месеци. Дури во таква ситуација да не правиме економски трошок, затоа што тоа е нелогично, меѓутоа во ситуација кога ние купуваме нешто за некоја индикација која што може да ќе се случи, а која што ние не сме стручни да ја одредиме, е апсолутно погрешно и забрането. Ние знаеме дека со оглед на нашите навики, со оглед на тоа колку сме мали, се познаваме, колку знаеме наоѓаме многу начини, така? Имаме патишта, ќе се снајдеме и ќе земеме и производи кои што по правило не можеме да ги набавиме, како што се антибиотиците. Значи,
Меѓутоа, немојте да пиете антибиотици, особено па и било што друго, ако немате индикација од лекар дека тоа треба да се користи. Значи, ако нешто е сигурно, е дека тие превентивно не се пијат, нема да ве заштитат од ништо. Оно што Ниту пак кога ќе се појават симптоми, не знаеме што ние, така, прво е консултацијата со лекарот, сега по телефон или по Па нека биде и по телефон. Да. Ако е сериозно, нема да биде по телефон. Ќе ве примат во ординација. Значи, зборуваме за ситуации кога користење на антибиотик без присутен патоген сигурно ќе предизвика убивање на нашата микрофлора, значи на сите тие здрави бактерии кои што ние ги имаме во организмот и неколку пропратни ефекти. Ќе предизвика диареја со голема честота, ќе предизвика стомачен дискомфорт, проблеми, гадење, можеби повраќање и така натака. Ќе предизвика пад на имунитетот. 80% од нашиот имунитет по нови истражувања, веќе и не толку нови, се наоѓа во нашиот гастроинтестинален тракт. Значи го носат токму овие добри бактерии или цревна микрофлора, која што е признаена како посебен орган со денешниве истражувања. Така да ние ќе убиеме со антибиотиците и уште повеќе ќе зголемиме нашата изложеност на разболување од било кој патоген. Нека не биде COVID-19, кој било. Сега во моментов нас апсолутно не ни треба да се разболиме. Услугите здравствени, како што гледаме, све веќе ограничено. Така, сведени сме на телефонска комуникација, треба да избегнуваме посета и на забар, треба да избегнуваме, значи да избегнуваме да се разболиме. Воопшто од било што. Во моментов, затоа што ќе се ставиме во ризик да не добиеме доволно брза услуга, прво. Второ, дури и да одиме таму, ќе се ставиме во ризик дека ќе се разболиме од некој кој што стварно има посериозен проблем, така да и во таа насока не треба да користиме антибиотици на своја рака, затоа што само штета ќе му направиме на своето здравје, а сигурно докажано нема да го превенираме коронавирусот. Нема на тој начин да се заштити. Антибиотиците не делуваат врз тоа. И целта во оваа повторно ќе речам, ова е off-label, тоа значи надвор од индикација терапија која што сега ќе започне и кај нас да се применува. Значи уште се информации и во болнички, и во домашни, ама по препорака на лекар и проценка, така кај контрола на лекар. И во таа комбинација азитромицинот се дава заради опасноста од пропратните бактериски инфекции кои што може да настанат и пневмонии кои што може да бидат фатални. И тоа е смислата на терапијата, а не дека тоа ќе не заштити или ќе го излечи или ќе го уништи вирусот. Така да затоа е важно важно и за здравствените лица, кога даваат информации да бидат јасни зошто нешто се користи за да не дојде некој во заблуда, бидејќи овие денови навистина имаше и по социјалните мрежи и тоа предизвика револт кај доста наши колеги и директно барања за купување на антималарици и на азитромицин. Посебно па за антималариците, така, за кои што еве во овој момент заради оваа ситуација и слушнавме, така, за тие лекови дека имаат примена. Тие ни случајно не смеат да помислат нели да ги обезбедуваат дома. Лекови со бројни несакани ефекти, несакани ефекти по кардиоваскуларно здравје, несакани ефекти по бубрези и по хепар. Значи се даваат во тешки состојби ако мора. И по проценка на лекари. Тоа се работи кои што никогаш не треба да ги заборавиме. Да ни се секогаш во мислите и во главата. На крајот сме на емисијата. Една порака и препорака, еве, за самиот крај за нашите гледачи. Значи, препораката е препораките за одржување на добар имунитет пред се во неколку насоки. Прво, држење на една добра хигиена. Како хигиена на телото, на рацете, значи на кожата, така и на нашите слузници, затоа што тие се местото на контакт на кој што се пренесува инфекцијата или пак преку кој што ја внесуваме во нашиот организам.
Втората работа е значи правилна умерена, значи правилна исхрана која што подразбира внесување на неколку типови на овоше и зеленчук сезонски, најважно за да обезбедиме соодветни количини на витамин С и цинк, кои што се многу важни антиоксиданти и кои што помагаат за развој на нашиот имунолошки систем. Внесување на интегрални житарки и слични значи јаглихидрати кои што ќе ни помогнат да ги внесеме витамините од Б групата, многу важни за целосниот метаболизам, меѓутоа и за намалување на стресот и здравје на нашите нерви. И кога веќе правиме засилување на имунитет, тоа не е нешто што со магично стапче се постигнува за 2 дена или за 3. Да. Значи, нас ни треба минимум 2-3 месеци претходно да внесуваме соодветни имунитетски додатоци во исхраната за да постигнеме квалитетен одговор, и тоа е нешто што треба да го имаме во предвид не само за сега ситуацијата, туку за било која ситуација. Значи, на периодот на сезоните, после летото, започнете со суплементација за подготовка за зимскиот период. Од зима према пролет, критичен период е исто така, нивоата се истрошени во организмот. Продолжете уште 3 месеца, барем 6 месеци треба да имаме таков прием. Септември, октомври, ноември, февруари, март, април. Ако имаме проблеми и во меѓувреме може да се внесуваат тие количини. Кога зборуваме што компоненти треба да внесуваме, значи важно е да имаме внесна пробиотици, минимум 2 милиарди значи единици на ден, бета-глукани 500 милиграми или повеќе на ден, витамин С 200 милиграми до 1 грам, зависно дали е инфекција или е превентивно, цинк 10 милиграми ден, витамин Д од 500 интернационални единици па до 2000, зависно од состојбата. Чи тоа има и други компоненти, селен, Ама затоа ќе се консултираме и со матичниот лекар, со фармацевтот, со фармацевтот во аптека кој што ќе ни понуди кои опции ни се на располагање. Така, Филип, ви благодарам за гостувањето. Благодарам.